Во времето во кое живееме, дигиталната писменост не е повеќе избор, таа е потреба. Но што навистина значи дигиталната писменост? Тоа не е само користење на мобилен телефон, социјални мрежи или апликации. Вистинската дигитална писменост подразбира способност за критичко размислување, разбирање и анализи на информации, дигитална безбедност, креативното користење на технологии и вештини за работа со дигитални алатки и податоци. Но улогата на родителите е да не ги оставиме тинеџерите сами во дигиталниот свет. Ова е најава во рамки на нашата рубрика Знаење што менува. Еве нови видувања и размислувања на предавачите од Семос Едукација, кои даваат свој видување околу новите предизвици во IT технологијата. Кога зборуваме за IT едукација за деца, не мислиме само на учење на програмирање или користење на компјутер, туку целосно развивање на дигиталната писменост. Тоа значи да ги научиме децата безбедно и креативно да ја користат технологијата, да ја разбираат улогата на IT во секојдневниот живот. На овој начин тие развиваат критичко размислување, упорност и тимска работа, вештини кои ќе им бидат потребни и надвор од технологијата. Дигиталната писменост значи децата да не бидат само корисници на технологијата, туку да знаат како безбедно, паметно и креативно да ја користат. Тоа е новата вештина на 21. век. Исто важна како читањето и пишувањето. Поконкретно би кажале дека тоа значи да може паметно и безбедно да се снајдат во дигиталниот свет, односно да разликуваат точни од неточни информации, да знаат да искористат технологијата за учење и за работа на ефективен начин, да може да си ги заштитат своите податоци и најважно од се да знаат кога технологијата е корисна, а кога треба да се исклучат. Дигиталната писменост не се однесува само на користење на компјутери или интернет, туку на развивање на целосен сет на вештини за живење и учење во дигиталното општество. Накратко, дигиталната писменост е комбинација од технички и социјални вештини кои им помагаат на децата безбедно и успешно да функционираат во свет кој постојано е поврзан и брзо се менува. IT обуките не им помагаат само за пред компјутер. Кога учат да програмираат, тие всушност учат и математика, односно логика, броеви, препознавање на шеми и многу други вештини. Со проектите исто така си развиваат и својата креативност, а со меѓусебната работа во помали групи кои што се блиски на нивната возраст, тие развиваат комуникација, тимска работа и сите оние други меки вештини. Може да се каже дека исто како што спортот ги учи на дисциплина, така и IT обуките ги учат на трпение и упорност. Односно, кога нешто нема да им успее од прва, ние ги учиме да не се откажуваат, туку да продолжат да бараат решение. Дополнително, раното воведување во IT им помага да ја разберат технологијата, а не да ја користат само за забава. На тој начин, IT едукацијата станува дел од нивниот начин на размислување, а не само пасивно користење на истата. IT едукацијата ги учи децата како да ја користат технологијата, односно ги учи како да можат да градат проекти, мали игри, анимации и така натаму. Сето ова го правиме на начин кој што ќе им биде забавен и интересен на децата и прилагоден за нивната возраст. Исто како што учат англиски јазик и математика, така и IT едукацијата е многу важна моментално затоа што го учат јазикот на технологијата. Технологијата е нешто што е присутно и во сегашноста, а и сигурно ќе биде дел од нивната иднина. Гледавте уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг. Ви благодарам на вниманието и следете не идниот петок во исто време. До видување до тогаш.